студиото со вас, Славица Арсова. Добар ден и добре дојдовте. На почеток на вестите гледаме кои настани го одбележаа денот. Таткото на Вања не сакаше да одговара на прашањата на Љупчо Палевски. Ја обвини полицијата дека бавно реагирала за расчистување на случајот. Нови искри меѓу лидерите на Влен. Вечерва на состанок ќе ги пеглаат разликите. Опозицијата бара владата да ја повлече одлуката за именување на Петар Богоевски за директор. Тој не е загрижен, што го нарекуваат шовинист. Скроена новата потрошувачка кошничка, одмор во странство, увозно овошје, алкохол и цигари ќе се сметаат за луксус. 300 контроли на угостителски објекти по трагедијата во Кочани, клучна врата за 28. Вандализирана неотворена градинка во Бутел, глувци во основно училиште, кражби на онкологија. Ескалира трговската војна меѓу САД и Кина, во хеликоптерска несреќа во Њујорк загина цело семејство. Овие вести во живо, детали од судењето во кое денеска беше испрашуван таткото на убиената Вања. Почнуваме. Таткото на убиената Вања, Александар Ѓурчевски, 4 часа одговараше на прашање на обвинителите, но и на останатите обвинети во случајот, додека на другите им одговараше во детали, одбиваше да ги одговори прашањата на прво обвинетиот Љупчо Палевски и само рече дека не го познава. Зоран Јаневски известува за случајот. Зоран, што беше кажано во судница? Да, денеска повеќе од 4 часа обвинетиот за грабнувањето на неговата ќерка Вања одговараше таткото Александар Ѓорчевски. Обвинителството имаше стотици прашања, се интересираше за тоа каков ученик бил, зошто наместо тој на работа одела неговата сопруга, од каква дрога се лечел во младоста како зависник наркоман, па се до кобниот ден до 27 ноември 2023, меѓутоа и предходната ноќ, односно пред грабнувањето на неговото дете. Одговарајќи на прашања, Александар Ѓорчевски рече дека не го познава прво обвинетиот во овој случај Љупчо Палевски и дека првпат го гледа во судница. Одговарајќи на прашањата од обвинителството, Александар Ѓорчевски рече дека и полицијата не си ја вршела доволно својата работа, па додаде дека ако истрагата се одвивала како што тој предвидувал, денеска во судница ќе се судело само за убиството на велешанецот Панче Жежовски. Обвини дека истрагата која што паралелно ја водела тој веќе укажувала дека неговото дете е грабнато, иако тој постојано говорела дека неговата ќерка најверојатно е грабната, сепак тоа за полицијата не било така. Имаме повеќе во извештајот во прилогот. Барал да биде полиграфски испрашан, ама не му дозволиле. Таткото на убиената Вања, кој е обвинет дека помогнал во грабнување на неговата ќерка, повеќе од 4 часа го испрашуваа јавните обвинителки. Отворено истакнаа дека целта на стотиците прашања биле за дискредитација на обвинетиот Александар. Се распрашуваа каков ученик бил, зошто наместо тој работела сопругата и зошто, како што тврдеше обвинителството, го одолговлекувал префрлувањето на станот на неговите деца. Обвинителките по неколку пати се повторуваа во прашањата. Тврдеа дека бил во лоша финансиска состојба. Пред грабнувањето на Вања и невработен, па преку бројни прашања обвинителите сакаат да укажат дека мотив бил станот од кој требало да се откаже Александар. Ако сум бил монструм каков што ме представувате од самиот почеток и ме понижувате мене и моето семејство за кое цинично говорите дека ништо не сме работеле, ќе дадев негативен одговор на барањето на Зорица станот да го префрлам на име на децата, изјави во судницата Ѓорчевски. Одбраната е изненадена од прашањата на обвинителството. Смета дека изјавите на таткото на Вања укажувале дека тој нема вмешаност во случајот. Јавното обвинителство низ вкрстените прашања уште еднаш покаже и докаже дека нема никакви аргументи против Александар и дека тој е неосновано обвинет. Десетина прашања имаше и Љупчо Палевски, кој за Александар рече дека е неправедно обвинет. Тој пак само еднаш одговори дека со Палчо никогаш не комуницирал и првпат го видел во судница. Најпрво го праша дали го познава, дали некогаш бил во неговата зграда, дали имал проблем со инвеститорот на станот во кој живееле. Зошто ако мотивот бил користолюбие не ја убиле неговата бивша сопруга туку детето, дали сведокот Гоце го местел и слични прашања.
На сите, Александар одговори со немам коментар. Обвинителството ја прочете и пораката со која таткото на Вања вечерта пред грабнувањето побарал да се облече топло, за која тврди дека била единствена во комуникацијата со децата. Според Александар пак тоа им го кажувал и лично, бидејќи освен преку интернет, тој се слушал и гледал со децата. Зоран, имаше ли некакво појаснување, прашуваше ли обвинителството зошто таткото уште веднаш сметал дека детето е киднапирано? Обвинителството се обидуваше да дознае зошто така сметала таткото. Тој одговори дека сите прибрани докази кои што заедно со неговиот кумаш и на Гоце ги прибавиле, укажувале дека најверојатно е киднапирана. А како што рече и добро го познавала детето и неговото однесување, па како што рече тврдењата на полицијата дека можеби таа е приклучена во ИСИС или пак дека заминала во Тетово се неточни. Па единствено во што се сомневал е дека е таа грабната, а од снимките кои што ги обезбедувале заедно со Гоце првично забележале возило за кое Гоце изјавил дека е Цитроен и дека е всушност на исчезнатиот велешанец Панче Жежовски, па тие на тој начин и го поврзале целиот случај. Инаку судењето за овој предмет продолжува во понеделник, кога прашање на обвинетиот Александар Ѓорчевски ќе му поставува судот. Од останатите обвинети единствено Љупчо Палевски имаше прашања за Ѓорчевски, па со неговиот распит, следан за распит пред судот ќе остане Љупчо Палевски. Палчо. Зоран Јаневски, ти благодарам за пренесените детали од судското ручишта. ВМРО ДПМН бара членовите на судскиот совет да си поднесат оставки наместо како што велат да ја релативизираат правдата во случајот со тетовскиот судија. За кражба на храна 5 години затвор, за одземен човечки живот 2 реагираат претениците од владеачката коалиција. Бараат да се приспити и одговорноста на обвинителката која го водела случајот. Наместо да демонстрираат доблест и чувство на јавна одговорност, членовите на судскиот совет избраа да ја релативизираат неправдата, обидувајќи се да ја дадат правно оправдание. Наместо да понесат оставки, тие упорно го игнорираат легитимното барање на собранието, изразено преку поднесени интерпелации. Сметаме дека треба да се испита и улогата на висшата обвинителка од Гостивар, господета Вјолца Елмази, која пред апелациониот суд се предомислила и предложила делумно уважување на жалбата на осудениот Пајазити со барање за намалување на веќе изречената казна. Ова постапување во контекстот на случајот остава простор за многу сериозна загриженост. Нови искри меѓу лидерите на Влен, вечерва на состанок ќе ги пеглаат разликите. Опозицијата бара владата да ја повлече одлуката за именување на Петар Богоевски за директор. Тој не е загрижен, што го нарекуваат шовинист. Вечерва на состанок лидерите на Влен ќе се обидат да ги испеглаат разликите кои настанаа по информациите дека Таравари преговара за соработка и со ДУИ. Искри меѓу нив беа разменети и денес, но неизвестно е дали вечерашниот состанок ќе доведе до никакво помирување. На заеднички состанок вечерва лидерите на Вреди ќе ги пеглаат разликите. Мислам и се надевам дека денеска ќе биде последниот ден, односно состанок каде ќе се дефинираат овие дилеми во рамките на дебатата за локалните избори. Јас сум убеден дека Влен и на локалните избори ќе оди заедно. Од Вреди продолжуваме разговори, вечерва имаме состанок сите 4 претседатели на партии. Континуирано има комуникација. Се надевам дека работните групи ќе продолжат да изнајдат најдобро можно решение, што нема да биде фрустрирачки или, да речам, демотивирачки за партиите кои што се дел од Влен. Несогласувањата меѓу Таравари и коалицијата Вреди избија кога актуелниот министер за здравство демонстрираше незадоволство од делот од колачот кој му бил понуден во вид на градоначалници и советници за предстојните локални избори. Меджити го обвини за преговори со Ахмети и побара од него да избере дали на изборите ќе оди со нив или ќе го избере ДУИ. Најостар се чини беше Касами кој на Таравари му порача дека ако замине од Вреди ќе биде 0, исто како што бил 0 и кога дошол во коалицијата. Ваквите позиции на Касами Таравари ги нарече лапсус. Кажам, во психологија има еден феномен кога устата побрзо зборува отколку мозокот, додека мозокот процесуира. Се вика како феномен лапсус лингве.
Мислам дека господинот Билали повеќе немаше намера лошо да мисли, он дека нула е алијанса за албанците, туку повеќе тоа го кажа како не ги стави зборовите баш како треба во реченицата. Таравари е еден од политичките лидери на македонската сцена со најмногу прелети од една кон друга коалиција. Коалицијата Вреди на последните избори по речиси 20 години ги испрати дуи во опозиција. Александар Спасовски, Сител телевизија. Проширувањето на ЕУ со земјите од Западен Балкан не е недовршен процес. Македонија одамна требаше да биде дел од европското семејство, порача министерот за европски прашања на Унгарија Јанош Бока, кој е во одводневна посета на Македонија. Според него и покрај бугарската кочница, процесот за членство на Македонија мора да се забрза во европските институции. Уште еднаш испрати порака дека унгарската влада стои на располагање за посредништво меѓу Скопје и Софија. Проширувањето на ЕУ со земјите од Западен Балкан е недовршен процес, а Македонија одамна требаше да биде дел од европското семејство, порача министрот за европски прашања на Унгарија Јанош Бока, кој е во дводневна посета на Македонија. И покрај бугарската кочница, процесот за членство на Македонија мора да се забрза во европските институции, смета Бока. Од Скопје му порача на Брисел дека Унгарија има јасна позиција, а Европската унија мора фундаментално да се промени. Западниот Балкан да биде еден од најважните корисници на ентузијазмот на Брисел. Проширувањето со Западен Балкан и особено со Северна Македонија е недовршен процес. Северна Македонија веќе требаше да биде во Европската унија. Сакаме да се забрза техничкиот и административниот процес во рамките на европските институции и повикуваме сите земји членки на Европската унија да ја имаат предвид геостратешката важност на регионот за Европската унија, како и економските капацитети што Западниот Балкан може да ги донесе за Европската унија. Македонската влада се заблагодари за унгарската помош во процесот на забрзување на полноправното членство. Двајцата министри потпишаа и меморандум за соработка со кој ќе бидат споделени унгарските искуства со Унијата, како пример за македонските интеграции. Круна на денешните разговори е потпишувањето на меморандумот за соработка, кои поставуваат цврста рамка за долгорочно и структурирано партнерство во областа на европските интеграции. Ова не е само техничка соработка. Ова е всушност инвестирање во европската иднина на нашите граѓани. Со овој чекор, Северна Македонија и Унгарија уште еднаш покажуваат дека Европа не е само географија и бирократија, туку заедничка цел. Понудата на унгарскиот премиер Орбан за посредништво меѓу Скопје и Софија е се уште на маса, порача Бока. Очекува билатералните спорови да бидат брзо решени на објективен начин. По двете меѓувладини седници, Муртезани доби покана за посета на Будимпешта, каде преку работни планови и активности ќе се интензивира интегративниот процес за Македонија. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Сопираат реакциите за одлуката за именување на Петар Богоевски од партијата Македонски концепт за директор на Агенцијата за европски образовни програми и мобилност. Опозицијата смета дека со своите дискриминаторски изјави и постови, како и со говорот на омраза на национална основа, тој е дисквалификуван од водење на агенција која треба да промовира европски вредности. Богоевски во изјава за Сител, дадена по примопредавањето во својата нова канцеларија, вели дека ако бил погрешно разбран, се извинува, но не мислел лошо. Смена на ново именуваниот директор на Агенцијата за европски образовни програми Петар Богоевски бараат опозицијските СДСМ и ДУИ, бидејќи според нив лидерот на македонски концепт имал албанофобски ставови, деградирачки коментари и националистички речник. Богоевски беше именуван на оваа функција од владата пред само неколку дена, а официјално ќе седне на директорското столче од наредната недела. Богоевски е целосно недоветен и несоодветен за да ја обавува новата функција, уште помалку за да служи како пример за студентите. Именувањето на ваква контроверзна личност испраќа загрижувачка, но јасна порака за приоритетите на владата предводена од Мицкоски и ДПМНЕ, напиша на Фејсбук потпредседателката на СДСМ Кристина Костова. Партијата на Филипче најавува дека за ова ќе информирали Европската унија, која е главен финансиер на програмите со кои ќе раководи Богоевски.
Осуда за именувањето на председателот на Македонски концепт за директор стигна и од ДУИ. Денес државата преку еден човек назначен да ги води европските образовни фондови ја понижи цела една заедница со јазик полн омраза, стереотипи и презир. Не само албанците, туку и самите македонци, затоа што овој јазик не зборува од име на ниеден народ, напиша Буер Османи. Богоевски не е засегнат од коментарите. Вели дека ДУИ се плашат од македонски политичари што ги бранат националните интереси, а за јавните коментари на социјалните мрежи се извинува што некој се почувствувал навреден. На ДУИ не им одговараат македонски политичари кои не ги продаваат македонските национални интереси за пари. ДУИ се научени да владеат со такви корумпирани македонски политичари. Ние не сме такви. Ако зборуваме за еден пост кој искрено жалам што се разбра погрешно во јавноста, во кој јас ги повикав сите, особено албанците, албанската етничка заедница, да се бориме заедно против криминалот и корупцијата во земјата. И ако тоа некој го разбрал провокативно и навредливо, жалам за тоа. Неговата работа посебно ќе се следи поради реакциите во јавноста, но засега не може ништо да се коментира, вели министерката за образование Јаневска за неговото назначување. Ја слушам реакцијата од тука, како и сите други, но еве поради вашето прашање со поголем фокус ќе се следи работата на директорот, доколку е се во ред и тој е деполитизиран, ќе немаме проблем. Ако има некакви други проблеми, ќе се превземат мерки. Но затоа пак за неговото именување јавна реакција во владата изразил албанскиот коалицијски партнер Вреди. Не се гледам себе си одговорен да дадам одговор за нешто што не сум надлежен. Ке реагирате во владата? Секако. Вчерашните загрижености ги пренесовме во владата, ги дискутиравме, но останува да види како ќе постапиме понатаму. Богоевски пак на ова одговара дека со Вреди може да се најде заеднички јазик, бидејќи во нив гледа владин партнер кој сака да се бори против корупцијата. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Секоја петта објава на социјалните мрежи на партиите содржи штетни наративи. Анализата на Институтот за комуникацијски студии покажува дека партиите успеваат преку црни кампањи да го раскараат и наелектризираат општеството. Представници на партиите на денешниот настан декларативно се заложија дека ќе бидат подобри. Секоја петта објава на политичките партии во Македонија содржи штетен наратив, покажува истражувањето на Институтот за комуникацијски студии. Истражувачите анализирале над 5000 објави на партиите кои ги објавиле на Facebook. Дури 1104 содржале дезинформации или злонамерни информации, кои пак доведуваат до поткопување на довербата во институциите. Од употреба на штетни наративи не се штеделе ниту лидерите на партиите. Од вкупно анализирана 621 објава, во истражувањето е нотирано дека во 155 од нив имало штетни наративи. Кога гледаме таа негативна реторика, колку простор зазема од јавната комуникација, некако имаме потреба за да укажеме дека нешто мора да се промени. Црните кампањи и навредливите реторики се најчести пред избори. Политичарите, медиумите и јавноста ја делат одговорноста за штетните наративи, а колективната соработка е клучот за промена на состојбите, заклучи учесниците на денешната дебата. Сега јас го споменувам како синоним и резултат на ова истражување што направивме сериозно страшни работи. Се надевам дека истиот израз ќе дојде ден, ако денес е почетокот, која ќе кажеме дека после ваквата широка општествена акција сме направиле резултат што резултирал со драстично намалување на штетните наративи. Ако зборуваме за тоа дали политичарите се свесни во однос на употребата, мислам дека да. Затоа што најголемиот дел свесно ги користат штетните наративи и ќе ги користат се до оној момент додека гледаат дека има одреден бенефит. Јас тука ќе ги спомнам и медиумите, кои што се тие кои што треба да помогнат да тој штетен наратив кој што излегува во јавноста, успееме да го ставиме на некој минимум. Како? Секако без цензура. Црна кампања, во секоја кампања може да има и црно нешто и бело нешто. Сега, и новинарите треба да бидат малку внимателни
со тенденција да го пренесат тоа белото повише. Сега, новинарите имаат тенденција секогаш со црното сигурно ќе имаат повеќе гледаност. Истражувањето штетна и водичот гордевиот јазол на штетните наративи во политиката и во медиумите се дел од проектот Корисни факти, поддржан од британската амбасада во Скопје. Во истражувањето во периодот од 9 месеци од септември 2023 до мај 2024 се следеле наративите на политичките актери. Габриела Лескова, Сител телевизија. Партиите и политичарите колку штетни наративи и говор на омраза шират преку социјалните мрежи. Какво е влијанието врз граѓаните? Тема на денот во 19 со Михајло Лахтов, експерт за медиуми од Институтот за комуникацијски студии. Новата потрошувачка кошничка која ја скрои Министерството за економија ги отфрла трошоците за алкохол, цигари, несезонско овошје, одмори во странство. Според Министерството станува збор за луксус кој не може да се смета за неопходен за едно семејство. Наместо на 4, во иднина пресметките ќе се прават на 3-члени семејства, зашто статистички поголем број семејства во Македонија имаат по едно дете. Државата одсега ќе пресметува колку пари треба да потроши трочлено семејство за да ги покрие основните потреби. Пресметката ќе се вика просечна потрошувачка кошничка. Што точно содржи за сега не се знае, но се знае што нема да влезе во математиката. Место во кошницата ќе нема за цигарите, алкохолот, вонсезонското овошје и одмор во странство. Тоа според заменик министерот за економија е луксус. Сигурно нема да користи во пресметките акцизни стоки како што се алкохол, цигари, летување во странство и така натаму, бидејќи тоа го сметаме за луксус. Или пак овошје кои не се карактеристични за одредена сезона во годината. Сето ќе биде врз база на релевантни податоци, од цените од релевантни производи кои што се користат сезонски, меѓутоа и податоци земени од повеќе маркети. Нити ни служи за креирање на јавно мислење, нити за, да речам, политика, него единствено за да ни даде нас насока како во иднина ќе ги спроведуваме сите економски политики во заштита на животниот стандард на граѓаните во Република Македонија. Кошничката ќе биде разгледана на економско-социјалниот совет и таму треба да добие зелено светло од синдикатите и работодавачите. Во меѓувреме до крајот на месецот важат замрзнатите цени и ограничените маржи на над 1000 производи. Мерките дадоа резултати и ја заузда инфлацијата. Дел од маркетите кои не ја почитувале одлуката се соочуваат со високи парични казни, а за поголеми прекршоци може да добијат и клучна врата. Инаку од следната недела сите маркети на интернет ќе мора да ги објават цените на сите производи и со тоа граѓаните ќе можат да споредуваат и да одберат од каде ќе пазаруваат. Мартин Арсов, Сител телевизија. Секоја втора работоспособна жена во Македонија не е вклучена на пазарот на трудот, покажала анализата на Finance Think. Причините се повеќе слојни, од недостаток на градинки, кусо време трајање на наставата во училиштата, поголеми обврски кон семејството споредено со мажите. Организацијата во изминатите 12 месеци работела на детектирање на предизвиците, но и решенија и обуки за меки вештини кои треба да ја подобрат положбата на жената во компаниите. Ние се фокусиравме на една индустрија и таму спроведовме интервенција која што се однесува во делот на градење на меките вештини на работниците. Станува збор за текстилната индустрија, каде што пак дополнителен аспект е дека таа е доминирана од жени, што значи дека се интересираме и за тоа како порастот во продуктивноста ќе затвори некои јазови помеѓу мажите и жените. Од прилика резултатите се дека на ниво на таа компанија, таа инвестиција во меки вештини ќе донесе на компанијата зголемување на продуктивноста, што се претвара, да кажам, во поголем приход од прилика половина милион евра годишно. Државниот пазарен инспекторат исконтролирал 297 угостителски објекти по трагедијата во Кучани. 28 добиле клучна врата зашто работеле без лиценца, а неправилност имало и кај некои кои имале активни лиценци за работа. 28 објекти кои работеле без лиценца или без да ги исполнат минималните технички услови добија клучна врата. 12 угостители пак добиле шанса да ги отстранат нерегуларностите. При контролите кои стартуваат ден по несреќата во Кучани па се до вчера, инспекторите извршиле близу 300 надзори, напишале 360 казни, од кои државата има наплатено речиси 3,5 милиони денари. По закон не работат дури и објекти кои имаат активна лиценца.
Од вкупно 23 правни субјекти со активна лиценца, кај 17 субјекти констатирани се неправилности во делот на исполнувањето на минимално техничките услови. Последниот извештај кој што го дадовме пред јавноста беа 15, денеска веќе се 17. И за истите е доставена информација до Министерството за економија и труд. Во меѓувреме, кај 7 од овие објекти се отстранети овие неправилности и на барање на правните субјекти е извршена дополнителна контрола и направени контролни записници, каде надлежните органи утврдиле дека правните субјекти согласно законски предвидениот рок од 30 дена ги отстраниле овие недостатоци. Сите извештаи ќе бидат доставени до Министерството за економија, кое треба да превземе соодветни законски мерки. Митава сепак без конкретен одговор дали покрај угостителите кои го заобиколиле законот, одговорност ќе има и за институциите кои тоа го дозволиле. Во овој момент се врши контрола од страна на Државниот пазарен инспекторат во надлежност со сите институции за утврдување на фактичката состојба. Јас сум сигурна дека во текот на контролата и утврдување на ваквите состојби кои што се предмет на ваше прашање денеска, ќе биде покрената соодветна постапка за сите оние кои што би требале да утврдат, за оние кои што работеле спротивно на закон, ќе бидат изречени конкретни платни налози и ќе им се направи забрана за вршење на дејност. Покрај дискотеките на затворен и отворен простор, ноќните барови и кабареата. Под лупа на институциите периодов се и кафе-барови, ресторани, гостилници, ресторани кои организираат прослави и хотели. Владата уверува дека овие контроли немаат само краткорочен ефект, туку зајакнување на институционалната одговорност како крајна цел. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Основно училиште во главниот град се соочува со наезда на глувци, поради што дел од родителите не ги пуштаат децата на училиште. Министерката за образование им посочи едноставно решение на надлежните – дератизација. Во основното училиште Панајот Гиновски, каде шетаа глувци изминативе денови, денеска вработените тврдеа дека се што треба е преземено и дека наставата се одвива непречено. Иако имаше револтирани родители кои не сакаа да си ги пушта децата на настава, од училиштето денеска ни кажаа дека станува збор за изолирани паралелки и ученици. Зашто е преземено околу проблемот со глувците, директорката на училиштето денеска не сакаше да даде изјава. Деталите ни беше кажано дека ќе бидат испратени на имейл, кој до овој момент се уште го немаме добиено. Во училишниот двор на Панајот Гиновски денеска вратата беше заклучена, а вработените отклучуваа само доколку некој ученик го напушташе училиштето. Атмосферата беше мирна, за разлика од вчера, кога учениците решија да протестираат пред училиштето поради лошата хигиена. Но дури учениците на собирот во училиштето бараа подобри хигиенски услови за учење. На видеото може да се забележи како вработена во училиштето во еден момент и физички напаѓа ученик. Случајот бил пријавен и во МВР. На 10.4 во 23:10 часот во СВР Скопје, КМ од Скопје пријавила дека околу 12 часот пред влез на Општинско основно училиште на подрачјето на Чаир, нејзината малолетна ќерка била физички нападната од едно вработено лице во училиштето. По целосно документирање на случајот ќе следува соодветен поднесок, соопштија од Министерството за внатрешни работи. Според Министерката за образование, решението за овој проблем е многу едноставен – дератизација. Директорите се поставени за да ги организираат наставата, но и сите други активности на училиштата. Предпоставам станува збор за она што излезе во медиумите. Јас предлагам една многу едноставна мерка која се вика дератизација, а потоа и еколошка акција во училиштето. Родители изминативе денови се жалеа на лошите услови во училиштето, нечисти тоалети и училници, корпи полни отпад, скршени врати и мијалници. Иако им било кажано директорката дека училиштето било дезинфицирано и дератизирано, сепак смета дека тоа нема да го реши проблемот ниту со глувците, ниту со хигиената. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Вандали демолирале делови на новата детска градинка во Бутел, која требаше да почне со работа во септември. Даниел Василев беше таму. Искршена врата, прозорци, хидранти. Уште недоизградена градинка во Бутел мета на вандали. Објектот се наоѓа во дворот на училиштето Свети Климент Охридски, а според плановите на општината, во употреба треба да се пушти во септември. 6 месеци пред да биде пуштена во употреба, вандали искршиле врата, прозорци, но оставиле и подпис на зидовите. Случајот е пријавен во полиција, од каде само кратко велат дека се преземаат мерки за расчистување на настанот.
Градинката почна да се гради во 2022-та, а предвидено е да згрижи 120 деца на површина од 870 метри квадратни. За сега е нејасно дали демолирањето на објектот ќе значи и пролонгирање на рокот за ставање во употреба. Вандализирањето доаѓа во време кога Државната ревизија објави дека и покрај тоа што во изминатите години изградени или реконструирани се 67 објекти на градинки, за над 4600 деца нема место во градинките. Дури 2/3 од градинките широм државата обслужуваат многу повеќе деца отколку што имаат капацитет, а просекот на деца во една група далеку ги надминува пропишаните стандарди и норми, па воспитувачките и негователките се принудени во една група да чуваат многу повеќе деца отколку што е потребно. Даниел Василев, Сител телевизија. Инспекцијските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство ја казнија струмичката кланица за која екоактивистите алармираа дека испуштала директно крв во реката по колењето на јагнињата. Операторот е казнет со парична казна од 2000 евра во динарска противредност, а одговорното лице во фирмата со 400 евра во динарска противредност. Наредено е доследно спроведување на законските процедури за отстранување на нус производи од животинско потекло од категорија 3, се наведува во соопштението на Агенцијата за храна и ветеринарство. Повеќе вести и информации, но и анализа на штетните наративи и на социјалните медиуми во традиционалните медиуми во Централниот дневник во 19. Пријатно!